Нема пензија за добрите лекари. Од сега тие можат и по 64-та година од животот, односно по завршувањето на работниот век и понатаму да бидат ангажирани во болниците. Ово го предвидуваат измените и дополнувањата на Законот за здравствена заштита, кој помина во собрание. На здравствените работници со високо образование кои се корисници на пензија, им се овозможува да можат да бидат ангажирани во здравствени установи како консултанти и советници на здравствените работници. Стои во законот. Ова практично значи дека искуството и знаењето на старите доктори ќе биде во функција на поголема едукација на младиот лекарски персонал. Ваквата можност им оди во прилог на болниците, но најмногу на пациентите кои во докажаните лекарски имиња имаат голема доверба. Искуство се комплетно, животно искуство, прво, знаење, пракса, сето тоа треба да се искористи. Да се задржат, би требало. Ради искуство, ради континуитет со поврзаноста со младите доктори, старите доктори може да се задржат толку колку што годините им дозволуваат и согласно законот и согласно нивните можности. Со поголемо искуство се. Нормално младите треба да учат од старите. Дополнително, во услови на недостаток на кадар во јавните здравствени установи, во континуитет се распишуваат и огласи за нивно вработување. Министерството за здравство континуирано дава согласности за нови вработувања, согласно постоечките законски процеси, односно усвоена систематизација и план за вработување од страна на Министерство за здравство и Министерство за информатичко општество. Сепак, масовното иселување на лекарите е причина за континуиран недостиг на стручен кадар во болниците. Затоа можноста оние докажаните во својата бранша да останат во болниците и по пензионирањето, овој проблем драстично ќе го ублажат.